srce je tvoje, Isuse. Duhot utešitev mene me vodi, Isuse. Dobri od pastir go dava život od svoj za ovci te. Tatko nebese, vo Isusa sum возлюбен. Ti go davam srce da se vseliš vo nego. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, tatko nebesen, tatko i deca na zemljata. Nam ni ostanulo ušte da se soglasime, da se vratime vo njegova sobstvenost, da dojdeme pred Него, da zastaneme pred Него, da se izmirime so Него. I da bide voljata, carството, силата и славата Негова, а тој дава син, испратен на земјата, да ни го покаже патот на љубовта. Исус Христос, име над секое име. Господ Исус Христос. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Тоа е една од трите филтри кои покажуваат дали вие имате дух воопшто или немате. Тој што го нема духот Христов не може да се нарече. Тешко може да се нарече или не може. Зависи од препевот. Христијанин. Вториот е кога ќе слезе духот, вие велите татко. Татко, ава оче. Татко е сосема друго. И потоа го имаме и тој момент кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави, вие тогаш ќе го славите само Исус Христос. Тоа е исто така важен филтер. Читаме второ писмо од апостол Павле до Тимотеј, авторство и поздрави од Павле. Колку пати да го читаш ова и некој прочитав Библијата и вели готово е. Тоа е жива книга, тоа не можеш да го објасниш, која се прилагодува и ти допира тебе, му зборува на твојот заспан дух, да се разбуди, да се сети, да посака, да жеднее од телесна природа, да се прероди, да го распнеш телото и да почнеш да се движиш, да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце и да се движиш во духот. Тој ќе ти даде сила да простуваш, да не осудуваш, да се покаеш за себе, за гревовите на своите предци и да исполнуваш татковата волја. До Тимотеј, од Павле, апостол на Исус Христос, кој по Божја волја, тоа е важен момент. Видите, сакате со своја волја, проповеда за животот што Бог го вети преку вера во Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. До Тимотеј, кој ми е како вистински син. И ние имаме духовни деца, знаете. Иако еден е таткото. До Тимотеј, кој ми е како вистински син, ти посакувам Бог, Отецот кој е наш татко, значи пазите, и Исус Христос кој е наш Господ. Да ти бидат благонаклонети, да покажат милост спрема тебе и да ти дадат мир. Тие даваат мир. Ти си во мир, не се вознемируваш тој да се случува, зашто знаеш дека си во заедништво со Исус Христос. Ако си еден дух и едно тело, ти ќе издржиш се, ќе поднесеш се, ќе побараш сила и водство. И целата суштина се содржи во тоа, да не тераш ти по своја волја и со своји сили. Такво христијанство нема. Благодарен сум му на Бог за тебе. Татко, нему му служам со чиста совест. Онака како што му служеле и моите предци, значи тие не го знаеле, например, македонците. Во неолитот тие знаеле, секако имаат еден именување Драј Патер во античка Македонија. Драј Патер, добриот татко. Онака како што му служеле моите предци, но сега со Исус е поинаку. Постојано те споменувам во моите молитви и деноноќно му се молам на Бог за тебе, за целата заедница, за сите луѓе, за сите христијани,
да ја задржиш земјата, да ни помогнеш да се скратат дните на страданија. Се сеќавам како пророни солзи при нашата разделба и копнеам пак да те видам, за повторно да се исполнам со радост. Знам дека имаш искрена вера, ти, брате и пријателе, така поверува прво баба ти, потоа мајка ти, а убеден сум дека, значи, некој член на семејството прв поверува и тој треба да го повлече целото семејство. Да се молиш упорно. Имав еден конфликт со еден човек. Се молев неколку дена, тој ми се јавува бара некоја услуга и веднаш се измируваат состојбите, значи нашето оружје е молитвата, се разбира и меч на духот понатаму. Знам дека имаш искрена вера, затоа те подсетувам. Убеден сум дека ти веруваш во Господ исто толку искрено во таткото. Затоа те подсетувам да го разгоруваш во себе Божиот дар, што го доби кога положи раце врз тебе. Значи, апостолот полага раце, Христов слуга, соработник, сотрудник, но по Божија волја, не по својата. Божиот дух не создаде од нас плашливци, значи тоа е без дух, ти немаш сила, ни даде сила, духот, љубов, самодисциплина, друг препев, самопрегорност. Само внимание, немаш што ти да се плашиш. Ти имаш појас, едно од оружјето, појасот на праведноста, односно на вистината. Појасот на вистината, си се врзал за Исус и не се пушташ. Немој да те срамиш. Затоа да им зборуваш на луѓето за нашиот Господ. Немој да се срамиш. Немој да се срамиш ни од мене, сега кога сум затвор поради тоа што проповедам за Господ. Искористи ја силата што ти ја дава Бог и придружи ми се во ширењето на радосната вест, дури ако треба заради тоа да поминеш ни страдања. Ние сега им зборувам на целата заедница дека треба да се сведочи, луѓе. Имате секој по некое сведоштво, дајте да го снимиме, да го пуштиме. Имавме сега сведочија две сестри пред сотрудниците, имаме две заедници, односно сме една. Едните се сотрудници кои слушаат со срцето. Марија преведува на знаковен јазик. Таткото на еден од членовите кој не беше верник го слушал сведоштвото на две сестри, на Звезда и Тања и знаете, има придвижување веќе. Битно е сведоштвото. Бог не спаси и не одбра да живееме свет живот. Не поради тоа што со нашите постапки тоа го заслужуваме, туку затоа што тоа беше негов план уште пред почетокот на времето, ова време на земјата, да ни ја искаже својата благонаклоност преку Исус Христос. По благодат сме спасени, но треба да действуваш понатаму, да сведочиш, да работиш за Царството Божјо. Ќе ти испрати тој луѓе според твојата сила, според твојата вера. Сега со доаѓањето на нашиот Спасител Исус Христос, а тие велат Бог се направил за мене, една деноминација и не треба ништо да правиш. Тоа е погрешно, те прави пасивен и мртов христијанин. Кога ќе почнеш да сведочиш, да действуваш, се ослободува сила. Во тебе, ти се ослободуваш. Можеш да ја примаш силата. Сега со доаѓањето на нашиот Спасител Исус Христос, тоа ни стана јасно. Од една страна, тој ја порази смртта, од друга страна, преку радосната вест, ни го покажува патот кон вечниот живот. И луѓето сакаат на земјата да живеат вечно. Ете, земјата е наречена долина на сенка смртна. Кога ќе почнете да работите за Исус, степенот на нељубовта кон луѓето ќе почне толку да ве притиска, да ви станува тешко. Се сеќавате дека Исус плачеше со горешти солзи од блиски луѓе кои немаат љубов, кои се тврдоглави. Ти доаѓа тешко, ти доаѓа да речеш како апостол Павле, сакам да умрам и да си заминам во Царството Божие, но подобро е за вас да останам, не одредувам јас кога ќе го сакам тоа. Бог ме постави за проповедник, апостол и учител на радосната вест. Слава ти, Господе Исусе Христе. Тоа е причината поради која сега страдам в затвор. Во затвор сум и во телото. Апостол Павле во физички затвор, но не се срамам од Исус. Јас знам во кого верувам и убеден сум дека тој ќе ми го запази она што сум му го доверил, себе си.
се враќам во негова собственост. Се до оној ден, придружувај се. Кога тој повторно ќе дојде, придружувај се до здравото учење, што го доби од мене, а верноста и љубовта на Исус Христос нека ти бидат пример. Тој беше верен до смрт на крст. Секако овие предавања, стихови, не доаѓаат од мене. Јас не знам ништо. Јас сум само сад. Исус зборува. Еден е учителот. Не викајте никого ни наставник, ни учител, знаете? Со помош на Светиот Дух, кој живее во нас, треба да живее. Чувај го она што Бог ти го довери. Ти знаеш дека сите христијани што дојде овде во Азија, вклучувајќи го и ме напуштија. И луѓето напуштаат кога ќе им кажеш, кога Духот ќе ги укори дека треба да се променат. Тие мислат дека христијанство е само во умот и си живееш по старо. Не, треба комплетно умирање, комплетна промена од нељубов во љубов. Со помош на Светиот Дух кој живее во нас, чувај го она што Бог ти го довери. Господ нека го благослови домот на Онисфор, тој често ме посетува и не се срами поради тоа што сум во затвор. Веднаш што стигнал во Рим, упорно ме барал додека не ме најде, луѓето ќе се разбегаат од тебе. Господ нека му биде посебно благонаклонет во оној ден кога ќе се врати. Вие добро знаете колку многу тој ми помагаше додека бе во Ефес. Смислата на страдањата заради верата во Христос. Тимотеј, синко мој, сине, Исус Христос ти е благонаклонет, дозволи му да те направи силен. Ето тоа е тој стих. Да му дозволиш треба, да ја примиш силата и ќе можеш да издржиш се. На почетната позиција има луѓе кои постојано повторуваат својот проблем. Вака, така. Едноставно треба да се препуштиш, да му дозволиш, да му ја вратиш собственоста. Она што го слушаше од мене пред многубројни сведоци, пренеси им го на оние луѓе кои заслужуваат таква доверба, луѓе што се способни да поучуваат и други. Кои се тие луѓе? Па тој што му дозволил на Исус да живее во неговото срце. Тој што знае дека е сад, дека не знаеш самиот ништо. Јас не живеам, Христос живее низ мене. Христос зборува, Он ги врши делата. Ке го научиш тоа. Препуштање ќе те преплавува неговата љубов. Ќе те преплавува жива река, љубовта која никогаш не престанува. Да поучуваат и други како добар војник на Исуса Христа, издржи го твојот дел од страдањата. Ова кога почнував, се уште бев така. Кај Злате во Режановци одев, снимавме некои работи, одев и таму Господ ме носеше. Познавав луѓе кои и Ѓорги Филев. Потоа бев и кај Шаров еден период. Да ги благослови сите. Знаете, ова реплика ми ја кажуваше бате Злате од Режановци. Дозволи му, како добар војник на Исуса Христа, поднесувај ги страдањата. Тоа ми останало. Се фатив за таа реплика. И почнав да размислувам и да издржувам се што доаѓаше, како поднесувај страдање како добар војник. Издржи го твојот дел на страдањата, како што и јас го издржувам мојот дел. Кога еден војник е на должност, малку страдање овде на земјата, потоа заминуваш горе. Кога еден војник е на должност, дали си ти војник на Исуса Христа, треба да не се плетка со цивилни работи. Само така ќе може да го исполни она што од него го бара неговиот предпоставен. Ме разбирате? Кога еден атлетичар се надпреварува, не може да победи ако не се придржува до правилата. Земјоделецот што напорно работи треба прв да вкуси од плодовите на својот труд. Размисли за ова и Господ ќе ти помогне, таткото, овие нешта целосно да ги разбереш. И кога нешто не знам, не го толкувам, чекам водство, не носам одлука. И тој ќе ти го отвори стихот, ако си зрел за него. Постојано имај го на ум Исус Христос. Секоја мисла да е покорна на Исус, шлемот на спасението не мислиш ти, Исус мисли едно од оружјето Божјо. Тој му беше потомок на Давид и воскресна од мртвите, за да разберат другото, за блискоста и роднинството, инаку тој е син Божји, но се откажа од тоа, стана син човечки. Тоа е радосна вест што јас ја проповедам. Поради тоа што ја проповедам радосната вест, сега сум во затвор. Во затвор сум и во кафез на телото, како да сум злосторник, но апостол Павле и во физички затвор. Но Божјата порака не може да се сопре, да се окова.
Ne može da se vrze, ne može da se zatvori. Gotov sum se da izdržam. Ako so to pridonesam, onije što Bog gi odbral, da dobijat spasenije i večna slava vo nego бидејќи му припаѓаат. Му припаѓаат на Исус Христос. Да му припаѓаш на Исус Христос. Припадноста се менува. Не си веќе собственик, автокефален. Ти си христокефален. Не е интересно една голема деноминација, поделени цркви по национална острова и се мразат едни со други. И мислат дека се христијани. Ке ве познаат дека сте христијани. Ако се љубите меѓу себе. Ти не признаваш, например, цркви соседни земји, не признаваат македонци. Иста вера се. Што да кажеме за другата? Не сте негови ученици, тоа е целата суштина. Не сте негови. Вистина е дека ако сме умреле со Христос, треба да умреш стариот човек. Со него ќе живееш, ќе живееме. Ако издржиме, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Со него ќе владееме. Ти си тогаш со наследник Божи. Ако се откажеме од него, и тој ќе се откаже од нас пред Таткото Небесен. Ако не му бидеме верни, тој сепак ќе остане верен, зашто Христос не може да се порекне самиот себе си. Ете, тоа е тоа што ние го зборуваме, дека тој е вечен, друго сето тоа е минливо. И сега, одиме понатаму, ти заповедам пред Бога, оваа поука што е слезена. Значи, јас сум само сад кој ги запишува овие, јас не знам ништо. И не сум достоен да ги зборувам овие слова. Но му дозволувам да ме направи силен по срцево. Ти заповедам пред Бога кој се оживотворува и пред Исуса Христа. 1 Тимотеј 6:13. Значи, пред Бога кој се оживотворува, тој го дава животот. Ја добила една сестра дете и се заблагодарува на светецот, на манастирот, на монахот, на управникот, на сите светци, на Мајката Божја и на Господ. А Господ има име Исус Христос. Исус Христос не се заблагодарува. И да гледате дека нема дух. Духот е кој е вдахнат во нас. Е самиот живот. Тоа е љубовта која не оживува. Без Отецот кој е љубов, ние не сме живи, значи делче од Отецот има мало пламенче. Самиот живот, ево уште еден стих, кој е единствен, безсмртен. Се друго е смртно, Таткото. И живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, Отецот, ниту може да го види. 1 Тимотеј 6:16. Исус Христос е видлив дел на Отецот наш. Тој е видлив дел, затоа е даден Исус и е станат човек, син човечки. Го имаме стихот блажени се, чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога, Матеј 5:8, да му дозволиш да го исчисти твоето срце, од срцето човечко излегуваат нељубов, прељуба, вакво, такво, завис, омрази и така натаму. Самимо како да го исчистиме срцето. Ете, тоа е тоа. За да се вселат во нас Отецот и Исус, они да не водат, учат, зборуваат, он да не води. Тоа е едно. И да ги вршат делата. Јас и од Таткото сме едно. Едно е тоа. По дух. Вечен е Отецот, он дава живот. Милоста негова е вечна. Љубовта негова никогаш не престанува. Нема две или повеќе вечности. Се друго што е вон Отецот и Исус Христос е минливо, променливо, нетрајно. Без разлика колку долго трае таа состојба е минлива, менлива. Ме разбирате? Одиме сега исто. Ти имаш власт над животот и смртта. Цитирам од Мудро Соломонова 16:13. Ти имаш власт над животот и смртта, Таткото. Ти доведуваш до вратите на пеколот и пак издигнуваш. Мудро Соломонова 16:13, значи те доведува до вратите на пеколот и те издигнува. Теоријата за вечен пекол од деноминациите дава лажна слика за Отецот, те оддалечува од него. Лош Бог кој казнува, кој убива. Бог не ја создал смртта и не се радува на пропаста на живите.
Мудрост Соломонова 1.13. Не заборавајте дека Отецот е љубов, дека љубовта е од Него. Смртта е кога ќе се одделиш од Него. Сакаш самиот. Дека љубовта е од Него. Отецот е љубов 1 Јованово 4.7.16, дека само љубовта е вечна. Се друго е минливо, променливо. Еве стихови зашто и на мртвите им беше проповедано Евангелието. Тие велат тоа било само за потопот. Ами тогаш не беше Исус лезен. Кој Евангелие? Да примат суд, ако го разбираш тоа од земната основа, горе е се едно. Нема време, простор и свест. Тешко е за разбирање. Зашто и на мртвите им беше проповедано Евангелието да примат суд. Како луѓе по телото. Пазете што вика таму, а да живеат со духот по Бога. Не да умрат во вечен пекол, да живеат со духот по Бога. 1 Петар 4.16. Има процес во кој ти ќе треба, како златото што се прочистува низ оган да се прочистува, зашто ни се проповеда, зашто им се проповеда на мртвите? Ако има вечен пекол и проклетство. Милоста на Отецот е вечна, пишано е во псалмите. Он е многу милостив, долго трпелив и вечно не се лути, не чека да се покаеме, да повикаме кон Него и Исус. Како беше тоа? Се што е на земјата е спасоносно. Еве друг стих, правдата е бесмртна. Тоа е бесмртна. Која е таа правда? Па во Исус. Оклоп на праведноста. Не осудуваш никого. Исус е судијата. Едно од оружјата Божја. Правдата е бесмртна, неправдата предизвикува смрт. Ти си имаш своја правда, ти си тогаш во неправда. Тоа е смртта. Јадеш од дрвото на познанието, ти самиот решаваш, не се покоруваш на Отецот и имаш време на рок на трајање. Мудрост Соломонова 1.15. Се мисли на Исусовата правда. Еве го стихот поента. Он создал се да живее. Отецот. И се што е во светот е спасоносно. Нема пеколот да владее на земјата. Мудрост Соломонова 1.14. Значи, пеколот е минлив. Се во светот на земјата е спасоносно. Можно е и ќе се спаси. Нема пеколот да владее на земјата. Исус ќе владее. Љубовта ќе владее. Не заборавајте дека Исус е почеток и крај. Алфа и омега. Првиот и последниот. Се е од Него и за Него создадено. Крај на се, после Него нема ништо. Последниот е тој. Он е крај. Во Него се ќе заврши и завршува. Нема пеколот да владее на земјата. Одиме 1 Коринтијаните 15.46. Последниот Адам е животворен дух. Значи духот, ти ќе се преточиш во духот. Исус е исто така првиот и последниот. После Него нема никој друг. Се што е на земјата е спасоносно. Го повторувам да се разбере. Он се оживотворува. Единствен е бесмртен. Милоста Негова е вечна. И сега добила дете и сведочи. И испаѓа дека манастирот, светецот, Богородица, светците, монахот, игуменот, не знам, тие им дале дете. И Господ. Господ не е пишан со име, Господ има име. Име над секое име на кое ќе клекне секое колено и секој јазик. Исусе, ој Исусе Христе. Единствен е бесмртен. Он се оживотворува. Милоста Негова е вечна и Бог е љубов, која никогаш не престанува. И оној кој пребива во љубовта, пребива во Бога, во Отецот и Отецот е во Него. 1 Јован 4.16. Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Уште ли не си ме познал, Филипе, дека јас сум во Отецот, дека јас не зборувам од себе, дека овие зборови во духот се порака од вашиот татко кон своите деца на земјата и ве повикуваат, дојдете при мене сите, изморени и обременети, и јас, Исус, ке ве успокојам, падни на колена, татко, погрешив пред тебе и пред небото, Исусе, дојди во моето срце, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, никого не осудувам, се покајувам што осудував,
Ја прифаќам Твојата волја. Им простувам на сите. Помогни ми да им простувам. Покажи ми што да покајам за да бидам здрав и исцелен, да ја примам Твојата сила, да Ти дозволам да ме направиш силен во љубовта. Љубовта никогаш не престанува. Бог во љубовта, 1 Јован 4:16. Љубовта е вечна. Тоа е вечноста. И правдата, како што рече неговата. За крај Псалм 117. 5 пати е повторено за мојот татко. Он е добар, зашто милоста негова е вечна. Милоста негова е вечна, милоста негова е вечна, милоста негова е вечна, милоста негова. Милоста е љубовта, правдата негова. Он е вечен, нема две вечности. Славете го Отецот кој е добар, зашто милоста негова е вечна и не љуби и возљубува за секогаш Исус. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Те молам, Господе Исусе Христе, да слезе Твојата сила врз секој еден од нас, кој ќе го отвори срцето и ќе повика кон Тебе. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Ја предавам заедницата во Твои раце. Се што имаме Твоја собственост. Ја враќам Македонија во Твоја собственост. Не за сатаната и смртта. Да, за Исуса Христа. Во името на Господ Исус Христос ги прогласувам за ништожни, ги раскинувам со силата на Духот сите сатански договори што се подпишани во Македонија. Ранковен, Преспански, Пржински, Ваков, Онаков, Сатански, Турано-Татарски, тирански платформи и сето тоа друго. Ние имаме завет и закон со Исуса Христа. Љуби го својот ближен како себе си. Македонија е земја на Исус Христос. Покајте се. Се приближи Царството Небесно. Исус ќе дојде и ќе суди на сите. Потоа ќе биде плач и крцкање со заби, ќе поминете низ огнено езеро, златото се прочистува низ оган. За духот негов да чека суд. Телото ќе се предаде на земјата, на сатаната. Те сакам, Господе Исусе Христе. Љубовта, милоста и правдата негова е вечна. Љубовта никогаш не престанува. За секогаш љубов. За секогаш Исус. Амин до Божиот Царство Небесно. Бегај од нас, Сатано, во името Исусови, не враќај се повеќе. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, од земјата до небесата. Исусе и само Исусе. Амин. Ах, колку си не возљубив, татко мој. Те сакам, Господи Исусе Христе. Прави и ти така. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш